Најпрво би сакал да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во Винарија Кукутанов, да ја поздравам вашата идеја и иницијатива со цел да ги поддржите, промовирате руралните бизниси и да се даде една перцепција на пошироката публика за дека и во мали места е возможно да се успее и дека вакви идеи треба што почесто и повеќе да ги има со цел да не бидеме повеќе рурални, туку да се стремиме кон една развиеност на помалите места и општини. Винарија Кукутанов официјално е основана 2018 година, инаку првата етикета на пазар ја пуштивме на 1.9.2022 година на саемот во Белград, Винска визија. Значи, генерално сме млада винарија, меѓутоа во изминатите неколку години бележиме раст и што е најбитно за нас, препознатливост на брендот на македонскиот пазар. Најверојатно дел е во љубовта, а дел е во можеби генетиката би рекол, значи дел наследено од татко ми. Тој целиот негов професионален живот го има поминато во винската или до винската индустрија и како човек во науката и како човек во производството и најверојатно растејќи со тоа постепено се роди кај мене страст. Иако по вокација не сум енолог, меѓутоа таа пасија спрема виното, спрема еден поубав начин на живот, спрема пијалокот на боговите, постепено ја роди во мене идејата да пробаме да формираме една компанија која што ќе се бави со производство на високо квалитетен, на премиум продукт и постепено да успееме да направиме препознатливост на виното и на производите општо од Радовиш и од Радовишко на поширокиот реон. Сите знаеме дека од памтивек нашите прадедовци, дедовци се занимавале со лозарство. Скоро секоја куќа, секоја семејство има своји лозови насади или е имало во минатото. Ракијата е традиционален производ што го има секоја куќа во секој подрум. Виното исто така до некаде, меѓутоа самото вино додека да отиде на краен пазар, значи има малце поголема потреба од знаење, од технологија, од софистикација и во тој дел решив да отидам чекор понатаму и да успееме да направиме нешто што се вика вински бренд. Во моментот нашата палета се состои од 6 етикети, 3 бели, 1 рози и 2 црвени, значи тоа ги вклучува сортите темјаника, која што е најпопуларна, ракацители и шардоне од белите, 1 розе која што го произведуваме од автохтоната сорта на грозје Радовишка прачка или жета прачка попозната кај народот, и 2 интернационални црвени, Каберне и Мерло. Во моментот исто така работиме на уште 2 етикети кои што ќе идат како премиум линија, тоа ќе се нашите барикирани вина, Вранец и Каберне Франк. Генерално имаме собствени лозови насади, околу 2 хектари и меѓутоа добар дел од суровината која што се користи за производство доаѓа од наши долгогодишни кооперанти. Моменталниот капацитет на винаријата е 30.000 литри, 30 тони, значи околу 40.000 флаши. Во моментот произведуваме ние околу 30.000 шишиња годишно, меѓутоа со проектиран капацитет да можеме да скалираме до 100.000 литри. Во моментот сме достапни во Македонија и извезуваме во неколку европски земји. Претежно сме фокусирани, да речеме, на премиум сегментот и затоа не има во специјализирани продавници и во на некој начин по ексклузивни ресторани. Има доста предизвици и ограничувања со кои што се соочуваме. Најправил би рекол дека, знаете, тоа
познатата предрасуда конкретно за Македонија дека и во Радовиш може да се произведува вино. Надвор кога мрднеме, ние пак ќе се повторам тоа што кажав пред малку, дека на сите на што живееме овде ни е јасно дека тоа е вековна традиција, меѓутоа луѓето надвор од нашиот град не се запознаени дека и во Радовиш се произведува грозје и дека може да има екстра квалитетни производи. Значи тука први ние имаме некоја предрасуда, освен тиквеш, дали може и на друго место да се произведува и да има високо квалитетно вино и ракија. Вториот момент е инфраструктура, старењето на населението, значи млади луѓе не се занимаваат со земјоделство. Сведоци сте колку многу лозови насади се напуштени во минатото. За автохтоната сорта што ја спомнав, радовишката или жадата прачка, е скоро доведена на рап на уништување, на искоренување, веќе ја нема. Голем дел од насадите се ископачени, се напуштени поради тоа што луѓето не се гледале економска корист за да се занимаваат со лозарство. Сето тоа донекаде и ме мотивираше и од сам старт за да можам да го дадам мојот допринос преку креирање на производи со додадена вредност, кои што ќе бидат барани на пазарот, да успееме да влијаеме и на локалната економија. Значи, во тој дел предизвиците се можеби уште поголеми, бидејќи на некој начин ние сме како библиската приказна малиот Давид против Голијат, што се бори, и се надеваме дека успееме тоа да го постигнеме. На крајот го знаеме сите исходот од таа битка како е завршен. Меѓутоа овде е интересно што во македонската винска индустрија мислам дека сите винарии се во еден тим. Значи нашата цел е пред се извозно ориентирани, да успееме да го пробиеме и да направиме препознатливост на македонското вино како еден бренд кој што ќе биде препознатлив во целиот свет. Ние сме уште многу малечки, генерално како Балкански регион, во светски рамки почнуваат да не перцепираат како New Old World, значи старо нов свет. Од памти веќе има производство на вино, меѓутоа сега поради новите инвестиции, нови технологии, значи заживување посткомунистичките земји, бивша Југославија, заживување на, да речеме, на флаширани вина, на нови технологии, значи на софистицирани продукти наспрема тоа што е било порано балк или наливно вино, и почнува да се гради некоја перцепција дека Балканот е едно место кај што може да доаѓаат висококвалитетни вина. Од тој дел ние сме исто така мал процент, значи уште потешко за како само Македонија да биде видлива на глобалната сцена, и тука сите винари заедно мислам дека и соработуваме преку размена на знаење, на соработки и заеднички настап нормално на саеми. Тука би напоменал дека ние како винари од самиот почеток се представуваме во континуитет на сите домашни настани во Македонија, претежно во Скопје што ги има како винските салони, што е Винодонија, кој што е најпознат, и Гранд Вин, кој што е пролетен вински салон кај што се представуваат новите берби. Потоа на саемот Винска визија во Белград, кој што прерасна во еден од најголемите регионални саеми за вино, успешно се представуваме во последните неколку години и добиваме доста фидбек и коментари за тоа што го работиме, а и да видиме докај сме со квалитетот споредено со другите производители од други земји. Посебно би напоменал, сум горд на последниот златен медал за едно од нашите вина, за Каберне Совиньон, кој што го добивме на Винска визија во Белград. Винската индустрија не е имуна на трендовите кои што се случуваат во светот, како и за се друго. Моментално, генерално, винската индустрија е во некоја криза, значи ние може да погледнеме дека огромни количини на вино стојат во големите вински производители, како една Франција, една Шпанија, лозови насади се уништуваат во Франција. Генералниот тренд е пренасочување од пиење на црвено вино кон пиење на бели вина, значи генерално полесни, посвежи вина, тоа е некој светски тренд на кој што, како што реков, не е имуна ни Македонија. Едноставно, лозарите мора во соработка со винариите, добар дел од винариите мислам се расположени за долгогодишна и сериозна соработка. Овде не зборам за хоби, туку зборам за буквално посветеност на тоа работење. Мислам дека со договорно производство, со подигање на насади кои што се атрактивни,
со гарантиран откуп и со постигање на добра цена за лозарите може да има перспектива и лозарството. Бидејќи само на тој начин би можеле да тоа што го бара пазарот, второ квалитетна суровина, може да се постигне да има продукт кој што ќе има додадена вредност, тоа што го сакаме и што го бараме, кој што ќе може да биде продаден и на пазарите надвор од Македонија и да можат и самите лозари да добијат добра цена за својот труд. Во моментот се наоѓаме во просторија што ја користиме како дегустациона сала. Има простори, во моментот тоа не го работиме од отворен карактер, бидејќи не сме фокусирани толку на угостителско-туристичкиот дел, кој што е исто доста атрактивен за работа. Меѓутоа, повеќе тоа го организираме за соработници, за партнери, за купци од Македонија и од надвор, бидејќи исто тоа е еден сегмент кој што бара доста посветеност и енергија, а примарниот фокус ни е во моментот на производството. Инаку исто едно од моментите и од работите, да се вратам на првото прашање, за која беше идејата и зошто тргнав со винаријата, бидејќи винските ентузијасти и почитувачи на вино се една посебна сорта на луѓе, што се спремни да извозат стотици илјадници километри за да посетат, да видат кај е винаријата што се произведува виното што им се допаѓа, кои се лицата луѓето што стојат позади тоа. И од тој аспект мислам дека е многу интересно и во тој правец ќе се движиме во иднина, да бидеме отворени, достапни за посети, за организирање тури и вински дегустации, бидејќи на тој начин радуваш го ставаме плюс уште нешто на туристичката мапа. Ние обично во винските кругови имаме една анегдота која што ја користиме. Вика, знаете кој е единствен начин да се стане милионер од винарство? Само ако си милиардер. Значи, генерално е доста скап бизнис, бара доста инвестиции, доста вложувања. Пак ја речем, тука е пред се личната страст и љубов кон тоа, која што толку не ги гледаш ни работни сати, ни твојата лична пожртвуваност и посветеност. Меѓутоа, да, тоа не може да оде така до бесконечност, целта е да се направи да биде еден профитабилен бизнис. Инаку, за сега, уште можам да кажем дека ние сме уште во фаза на инвестирање. Вака, обично, пак ќе одговорам со една анегдота, вика, во своето село поп се станува најтешко. Меѓутоа, изненадувачки, знаејќи го тоа, во Радовиш бевме прифатени одлично, значи луѓето веројатно ја знаат историјата, позадината и на мојата фамилија, и на татко ми со тоа што се бавил, и начин на кој што ги правевме работите, и на безпрекорниот квалитет со кој што се појавивме на пазарот. Луѓето многу брзо го препозна и мислам дека имаме голема поддршка од самите радовишани.